Значи, во Албанија наредната година предстојат парламентарни избори. Да. Во моментов, колку македонци сте на број во Албанија? Стално сите новинари тука во Република Македонија, па и одредени политичари го поставуваат тоа прашање дека колку македонци се во Албанија. Да, многу интересно е за нашите гледачи да слушнат. Интересно. Знаат дека имаме наши луѓе таму, меѓутоа, еве јас прво не сум баш сигурна колку не има таму. Навистина тоа е едно од најтешките прашања и најделикатните прашања по моје мислење, бидејќи самата таа држава не сака да го соопшти тоа. Самата таа држава Албанија не сака да го соопшти заради тоа. Јас искрено ви кажувам дека ако тоа се спроведе еден фер и демократски попис на населението во цела Албанија, на целата територија Албанија, навистина тука ќе испани знак прашалник за постоењето на албанците. Меѓутоа, не сакам да навлегувам во таа тема, велам, тврдам со одговорност дека македонците се насекаде низ цела Албанија, во рурални средини и во урбани средини. Меѓутоа, колкав е бројот, ние не можеме да го кажеме тоа, ние не можеме да го докажеме. Ние можеме само да кажуваме шифри кои што навистина на некој ќе му паднат смешно, или на некој ќе си речи зошто не ги кажуваат овие шифри. Не ги кажуваме заради тоа. Ние по наше, како активисти на организации, на заедница, на партии, навистина знаеме и студиите што има има некои организации кои што се занимаваат со некои си показатели дека приближно колку би бил бројката на малцинствата во Албанија, меѓутоа не можеме да кажеме. Тврдиме со одговорност дека не има над 120.000 македонци. Тоа за некого е чудно. Меѓутоа, претпоставувам дека Албанија веќе е во фаза на соработка со Европската Унија. Таа е веќе во фаза и го има подпишано договорот за стабилизација и асоциација, веќе е принудена од Европската Унија да кажат едно од тие трите причини најголеми што се за Албанија е да каже колкав е бројот на малцинството. Ние го имаме во рамковната конвенција што е донесена од Советот на Европа, кој што ние како малцинство, а имаме во нашите раци, и тоа му се поставува тоа прашање на било која влада. Уште минатата влада пред 4 години му беше кажано дека треба да каже колкав е бројот на малцинствата што живеат во Албанија. Меѓутоа, се уште се живи тие кругои, како да речам, тесните кругои на национализам, дека уште сакат по секоја цена Албанија да чуват како еднонационална држава, држава која што живееле 5.000 македонци тука и пред 100 години, живееле 10.000 грци и ништо друго. Фактите и аргументите се друго, дека во Албанија има голем број на малцинство, почнувајќи од влашкото, македонското, грчкото, ромското, србо-црногорското и да не зборувам за други лингвистички малцинства. Јас верувам дека Албанија по секоја цена тој процес ќе мора да го направи и ќе треба да го направи за да дојде веќе за подпишување пред членство во Европската Унија. По редот на нештата, значи сакате да кажете, сакала не сакала, тоа вака е еден процес кој го гледа својот крај околу таа недефинираност на бројката на македонците таму. Имате ли некогаш перспектива, кога сте таму, за тоа колку албанците во Македонија се здобија со права по секој основ на малцинство и колку ви е тоа вас показател како треба да се движите вие во Албанија пак? Значи, еден обратно пропорционален процес кој верувам дека во вашиот случај треба да биде рецепт вака за тоа како некој се стекнува со своите права. Се разбира, тука не мислам на земање пушки и одење во планините и на тој начин стекнување со така наречени загрозени права. Видете,
Ако ја погледнете сликата на Македонија, од надвор од Македонија, навистина ќе помислите на друга работа, дека во ова наша матична држава и ваша држава се случуваат некои работи кои што тврдам со одговорност дека никаде во земјината топка не се случуваат. На било која фаза од секојдневниот живот или на било која фаза од предизборниот или изборните процеси што се случуваат во Македонија. Ние ги следиме ситуациите што се случуваат во Македонија. Така. Меѓутоа, како граѓани на Албанија или како македонци што живееме во Албанија, ние никогаш не сме прифатиле и не сме се согласиле на такви начини како што се одвиват работите во Република Македонија. Сакате ли неќат албанците во Македонија? Тие се малцинство во Република Македонија. Сакаме ли неќиме ние? Ние сме малцинство во Република Албанија. Меѓутоа, никогаш ние на наши состаноци од било кој карактер на организирани, дали во организација, дали во заедница или во партија, ние никогаш не сме ја нападнале официјално или на било каков начин да нападниме политиката било какво на албанската држава. Јас се чудам со некои си тука политичари, така наречени, од некој карактер како аналитичари, во јавно, во електронски медиуми, ја нарекуваат ова наша Македонија скапана држава. На што личи ово? На кој му личи овој збор што го извава? Јас се сеќавам, тоа има бидено на Канал 5, дека кога кажува дека ова е скапана држава. Никогаш не сме го рекле. Ние како македонци во таа држава, во Република Албанија, се осеќаваме како граѓани на Албанија, сакаме да бидиме рамноправни и ако сме многу далеку спроведени со правата на албанците во Македонија. Меѓутоа, оно што е право, ние секогаш сакаме да го бараме и сакаме да го добиеме само преку легитимен пат, само преку демократски пат, само преку институциите на системот државата. Ние никогаш не се согласиле. Јас можам да ви кажам еден пример. На 2001 кога почна немирите во Република Македонија. Да. Сите беме загрижени на вистина за оно што се случува во нашата матична држава. Така. Албанските новинари, потикнати од националистички кругови, дојдоа посетуваа во нашите подрурални средини кај што живеат македонци и прашуваа дали вие доколку дој во случај да има судир меѓу македонците и албанците, на која страна ќе застаните? Нашите му одговараа нормално на македонската страна. Тогаш официјалната политика на Албанија почна да нарекува на сите страни дека ние сме биле сепаратисти и редентисти. Така. На што личи, например, во ова предизборна кампања годинава што се случуваше во наша Македонија? Така. Јас не видов, искрено ви кажувам, не видов ни еден албански политичар од типот на Али Ахмет или од типот на Тачи да излези со јасна програма која што ќе повикува на развој, програма која што ќе повикува на вистина на просперитет во економијата, туку едниот према другиот, во корист на плеќите и на плеќите на македонската држава, сите излегуваат кој да покаже поголем националист. Так. Дека ова Македонија, миропавши Македонија, ако не си влегола, ако не влези ова во НАТО, дека ова ќе снемала ова Македонија, како да зависи во джепот на Али Ахмет или на Тачи ова Македонија. Так. Тие забораваа дека корените на ова држава се многу длабоки. Јас на вистина сум загрижен за Истите таа. тие се потоа истретирани како борци за човекови права, наместо, нели, ова што го говориме, како во најмала рака нелојални граѓани на една држава. Македонецот е веројатно по природа таков, мироглед, од секогаш македонците биле мирогледи луѓе, а мирогледот значи во принцип дека нели со позитивна енергија и со убава мисла тргнуваат да ги решат проблемите. Сега станува збор за една група на таков квалитет и таква енергија македонска сместена во еден регион на малку
нели, друг род, друг народ со малку поинаков стил на изразување и поинаков стил на манифестирање на тоа што сакаат да го постигнат. Може би затоа е патот потежок. Не, јас мислам дека, види, јас, Марина, мислам дека ово сето доаѓа како прво, од македонските политичари, мислам во институциите на системот, и од македонските новинари или од македонските медиуми.